Добри вечер, поштовани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Почеток на нова работна недела, која што ќе не воведе во другата, која што ќе биде скратена, ама оваа мораме прво да ја одработиме. Може и обработиме како сакате. Едната недела Кирил и Методи, денови кои што ќе славиме, и не само затоа што се неработни денови, туку и затоа што е голем празник. Но до тогаш реков треба да поработиме малку и да завршиме работа, а нашиот денешен гостин веќе беше на своето работно место денеска и оттаму стигнува кај нас. Станува збор за пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Љупчо Пренџов, со кој што и порано сме разговарали, и ова вечер ќе разговараме за најактуелните теми и веројатно ќе биде интересно да се слушне што се случува во собранието. Во најавата денеска видовте, нели, во собранието битка се води со носење на закони, со спротивставување на ставови, ама често пати и со обструкции. Кој обструира, кој се труди да се носат закони, реформски или нереформски, разговараме вечерва со Љупчо Пренџов. Добро вечер, господине Пренџов. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав се што не следат. Секогаш е убаво да се биде во ова студио, се надевам ќе имаме добра емисија. Па секогаш кога се расположени соговорниците кои одговараат на сите прашања, секогаш е интересно. Ама реков дека ќе почнеме од она што денеска е најактуелно. Денеска пак мене ми се чини нешто што е во стил на нашиот фолклор политички. Повторно се носат закони, меѓутоа повторно имаме дали ќе биде вака, дали ќе биде инаку, и насловите велат СДСМ реагира зошто не поминал предлогот и министрите да не може да бидат министри ако немаат само македонско државјанство. Тој закон мислам дека денеска помина. Што е во суштина целата ситуација, бидејќи ми се чини како да имаше во одреден период еден консензус од сите политички партии. Да. Сега како да нема? Сега ќе ви објаснам, значи целата ситуација ова веќе трае неколку години, секогаш кога СДСМ нема тема, нема простор за политичка понуда, една од начините кои што прибегнуваа беше дека тој играат колеги пратеници кои што наводно имаат и двојни државјанства, но се ради за бугарски пасоши. Во рамки на собранието пред известно време пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од колегата Антонио Мошовски, Бојан Стојановски, сите оние кои што беа наредени дека поседуваат и друг пасош освен македонскиот, односно бугарски пасош, понесовме сте заедно законско решение со кое што сметавме дека секој еден пратеник кој што ги представува граѓаните во рамки на собранието треба да има само едно македонско државјанство. Од два аспекти. Првиот аспект е тоа дека сметаме дека пратениците во парламентарна демократија во Република Македонија, каква што сме ние денес, се оние кои што ги бираат и разрешуваат министрите, оние кои што го носат буџетот на државата, оние кои што определуваат кој колку може и за што да потроши, оние кои што испраќаат и именуваат амбасадори кои што представуваат Република Македонија. Практично највисоката институција законодавна и политичка е собранието на Република Македонија и сметаме дека ние треба да имаме по едно државјанство и дека тоа е нешто кое што го заслужува македонскиот народ да го види. Законот беше во комисијата за која што имам можност и јас да председавам. Тоа е комисијата за политички систем. Практично од прва рака ги знаеме работите сега на некој начин. Точно. И имаше во јавноста 50 амандмани имало, 100 амандмани имало. Точната бројка е дека на тоа законско решение има 177 амандмани. Пред да продолжам, сакам да ви објаснам на сите, а тоа е дека ќе ви кажам и тоа. Само сакам да објаснам дека во рамки на деловникот на собранието вие како опозиција, како индивидуален пратеник, можете да закочите 5 законски решенија. Значи, таксативно се наброени, едно од тие 5 е закон за пратеници. Значи, да има еден амандман, вие може да молчите и тоа законско решение да не помине. Так. Ние сме заинтересирани да помине истото решение. Има 18 амандмани или 17 има ДУИ, 2 има Социјалдемократскиот сојуз и 150 и нешто амандмани има колегата Бејџан Илијас, кои што е партијата на турците во Република Македонија. И ние разговараме со нив во момент кога тие ќе бидат спремни да ги повеќат доколку сакаат да ги повеќат, тоа законско решение ќе продолжи, бидејќи ние имаме интерес тоа да помине, сметаме дека треба да помине. Во меѓувреме имаме и во поглед на другите избрани функционери, имаме дилема дали тоа е уставно или не е уставно. Например, јас имам дилема дали златна виза за Дубај се рачуна за двојно државјанство. Бидејќи лидерот на опозицијата поседува златна виза за Дубај и тој таму може да отиде без македонски пасош. Да се сокрие. Сега тоа е двојно државјанство или не е двојно државјанство. Од друга страна имало министри, јас сум бил член на влада до 2017
имало министри како Бил Павлевски, Джери Наумов, кои што имале и американски пасоши покрај македонскиот и донеле многу милиони евра во државата како странски инвестиции, а има и министри, односно премиери, како Зоран Заев, Оливер Спасовски и Венко Филипче, кои што имаме сомнеж дека украле многу милиони евра. Ние сме тука, ние сме отворени за соработка, за дебата, ќе видиме уставните експерти, но прво и основно се пратениците. За вие да бидете министер, треба пратениците да дигнат два прста и многу е важно тоа законско решение да помине и секој еден пратеник, секој еден оној гласач кој што го пратил пратеникот да го представува во рамки на собранието, да знае дека поседува само македонско државенство. И тоа е вака вистината, тоа се случувањата, сето тоа другото е фолклор, дневна политика, пиар и купи ден продај, бидејќи кога вие немате реална политика, реална опција, оваквите спорадични, како да ги кажам, ако може да се каже политиканства, ви се основна алатка за комуникација со граѓаните. Зошто се проблематизираат министрите токму од? Ви рековте дека да, пратениците ги гласат министрите, зошто од страна на СДСМ се проблематизираат дека треба и министрите да бидат во купот на оние кои што не треба да имаат двојно во моментот, значи за тоа го кажав, во моментот кога ние ги рековме да имаме едно државство, ние пратениците, бидејќи ние ги гласаме министрите, се развија три паралелни дебати. Првата дебата беа 177 амандмани ке мене на комисија и блокирање на тоа законско решение и потоа да одиме на министрите без претходно да ги решиме пратениците. Значи, не знам кој зашто политизира, ние рековме дека немаме проблем, се вклучија многу уставни експерти и јас разговарам со дел од нив, можеби во следниот период ќе направиме на поширока консултација, цел да знаеме, да кажат правниците, дали е уставно или не е уставно да некој министер има две државјанства, но и дилемата која што, например, мене ме загрижува, тоа е дали, ако имате вие златна виза од Дубај, имате и второ државјанство. Видите, ако имате вие златна виза од Дубај, таму одите, таму сте заштитен, таму закон не ве фаќа, таа држава ве штити, и сега тоа е или не е или виза е само. И дали можеме, например, не знам, британска виза или американска виза да се изедначи со златна виза од Дубај, како што има лидерот на опозицијата Венко Филипче. Затоа кажав, тука сме, ќе разговараме и се надевам дека прво да видиме со пратениците што ќе правиме, потоа за се останато. Ако добро ве разбрав, иницијатори се луѓе, пратеници, политичари кои што беа споменувани, објавували се за нив документи дека имаат бугарско државјанство и така натаму и така натаму. Дали тоа беше со цел да се докаже дека ете, ние сме тие па да се провериме? Ама не, видете вака. Што се случува? Прво, еве вие сте со бугарски пасоши. И сега 2-3 дена ќе зборуваат во јавноста. Потоа, сега вие не сте со бугарски пасоши, јас ќе зборувам за министрите. Па тоа 2-3 дена ќе се зборува во јавноста. Па сега министри не сте проблем, ќе дојдат мигранти во мај-јуни. Еве мај-јуни, април помина, нема мигранти. Едноставно вие гледате дека немате соговорник за конкретни политики и едноставно вие гледате дека немате соговорник со кој што ќе можете на паритетна основа да разговарате како до подобар живот во Република Македонија, бидејќи точно е тоа дека најголемата одговорност, без конкуренција, убедливо, за состојбите и добри и лоши во една држава ја има власта, но голема одговорност има и опозицијата, а ние видовме дека имаме една тотално неодговорна опозиција која што наутро праќа едни соопштенија, потоа сама се демонтира на попладне и мислам дека тоа навистина загрижува за општата состојба во политиката во Македонија. Може би на таков начин се свртува внимание и од други закони кои што се носат, а кои што се исто така важни, бидејќи наодамна имав разговор со луѓе од образованието кои што велат да се носи законот за високо образование, покрај него се носат и други закони на кои што не се посветува толку внимание. Меѓутоа ќе се вратиме на законите кои што се носат, ќе ни кажете околу кои се кршат копјата во моментот во собранието, бидејќи се носат и реформски закони, некојаш има обвинувања дека со европско знаменце се носат закони кои што не треба да бидат со европско знаменце, но пред тоа и да прокоментираме за ова. Целата ситуација се добива впечаток дека се иницира се во ова само заради бугарското државјанство. Никој не споменува ниту едно друго. Никој не вели ако има српско државјанство некој, не е проблем, не се толку проблематизира. Зошто сме толку оптоварени во држава сите ние со тоа бугарско државјанство?
според вас? Прашањето беше за двојно државјанство, таму се спомнали бугарско или не е бугарско државјанство. Да, меѓутоа јас ви јасно е кажувам нели. кои беа обвинувањата, разбира, да. а во контекст на тоа што се случува денес во Република Македонија последните 20 години, проблемите кои што ги имаме со нашиот источен сосед. И претпоставам дека на тоа и вие алудирате, но кога вие правите законско решение, правите начин да она кое што го има политичката група на ВМРО-ДПМН, да секој пратеник има само македонско државјанство. Мислам дека тоа е сосема доволно дескриптивно да ви објасни дека било кое друго државјанство, ако сакате да представувате граѓани на Македонија во македонски парламент, е недозволиво. Во секој случај интересен е моментот, бидејќи ми се чини дека сите ние на некој начин во држава од сите тие односи со Бугарија најчесто трпиме подоцна и за тој договор и може за да разговараме за тој договор, не ќе говориме порано тука. И би сакал да разговараме подоцна во текот на емисијата. Има впечаток дека ние од договорите кои што требаше да не носат напред практично опашки само влечеме на некој начин. Мислам дека ќе се согласите со тоа и од Преспанскиот и од Рамковниот, па и од овој со Бугарија. Од сите тие договори ние само проблеми имаме и никако не решаваме да одиме на подобро, но ќе говориме за тоа. Да одиме со што во моментот е актуелно во собранието, бидејќи реално и често пати излегувате и вие говорите и ВМРО-ДПМН на тој став дека да тие реформски закони кои што треба да ни помогнат во евроинтегративните процеси се битни. Но колку јавноста знае кои се тие и кои се тие закони? Има ли тука обструкција од опозицијата? Видите, европските закони, прво спомнавте европско знамеце, тоа не се злоупотреба во мандат и сите се вие свесни, вие како се злоупотреби ќе се знае. Такво нешто сме немале и фала му на Бога. Имало порано, имало реакција од вашата партија претходно, да. Аргументирали што така. Да. Еве ќе зборувам повеќе во нешто што е според мене најважните закони, тоа се во делот на нашата рак рана во општеството, 30 години, тоа е правосудството. И законските решенија кои што се од делот на правосудството, имам чест да претседавам со таа комисија за политички систем, каде што таму се случуваат сите тие законски решенија и предлози и измени тие законски решенија, но еве вака за да имаме еден целосен приказ на јавност, сакам да објаснам неколку работи. Никогаш досега до лани Македонија не предничела со реформите од државите од Западен Балкан. Лани во март, бидејќи претходно имавме дадена задача од страна на Европската Унија, доколку сакате определени средства, 1/3 грантови, неповратни средства, а 2/3 со многу ниски каматни стапки, вие како држави, како политички системи, како општества, морате да ги спроведете тие законски решенија за секоја држава одделно, што Брисел смета дека ние мораме да го подобриме. Така, нема еден унифициран документ или насоки за сите држави, туку секоја секој може да каже што сака, дали опозиција, дали јас, дали било кој друг, но на која што е факт е дека лани во март Република Македонија начело со оваа политичка номенклатура прва ги заврши реформите од сите држави од Западен Балкан и први ги добивме средствата од страна на Европската Унија. Она кое што е второ, ви гарантирам дека и оваа година, заклучно со 30 јуни, тоа е утре практично, Република Македонија повторно прва ќе ги заврши реформите и прва ќе ги добие милионите кои што ќе дојдат од Европската Унија, од Брисел. И на тоа целото граѓанство, сите ние кои што живееме овдека треба да бидеме горди сите заедно, бидејќи за прв пат после долго време во многу работи се истакнуваме како први, но позитивно. Не први на опашката како што беше до сега. Така. Периодот. Сега. Еден од главните законски решенија беше законот за јавното обвинителство. Вие следите долго време политика и знаете дека последниот донесен закон за јавното обвинителство беше во јануари 2020 година, кога владата предводеше сегашниот координатор на политичката група на СДСМ, поранешен МВР, тогаш беше премиер Оливер Спасовски. Законот беше пуштен во собрание во 11:30 за јавно обвинителство правен муавет. Талбат го стави во 1 саат на седница, во 5 саат попладнето 6 на комисија и ноќта во 1 со уцени, закани кон пратеници, со многу негативна енергија, многу кошкања, се донесе тоа законско решение во 2 часот наутро. Така порано се работеше. Денеска имаме закон за јавно обвинителство, кој што една година беше на енер на владата.
каде што секој еден граѓанин, невладина организација можеше да даде свое мислење и придонес во креирање на подобро законско решение. Потоа истиот тој закон дојде во собранието во редовна постапка во Комисијата за политички систем. Јас како председател на Комисијата за политички систем, по барање на партијската група на ВМРО ДПМН, ставивме и јавна расправа за истото тоа законско решение, каде што ги поканивме сите оние кои што опозиционите партии и СДСМ и ДУИ ги побараа да дојдат и да дадат своje видување на законското решение, и имавме јавна расправа за истото. Потоа имавме доволно време да секоја партијничка група и секој пратеник да направи амандмани врз основа од слушнатото од експертите, бидејќи ние викнавме експерти и практичари, луѓе од фелата, адвокати, имаше обвинители и така натаму, и прифативме како управувачко мнозинство двоцифрен број на амандмани со цел да имаме подобро законско решение, и истото сега е на пленарна, помина можноста да се говори од страна сите пратеници и чека само гласање. Имате вие огромна разлика во начинот на носење законските решенија. Во Комисијата за политички систем организиравме јавни расправи овој мандат за трите големи и клучни закони кои што задираат јавната администрација и целиот јавен сектор. Организиравме јавна расправа за кривичниот закон, организиравме јавна расправа за законот за јавно обвинителство. Организиравме јавна расправа за судскиот совет закон и организиравме јавна расправа за законот за јавни обвинители. Вчера, односно пред 2-3 дена, го поминавме во прво читање и законот за парнична постапка и веднаш точка број 2 на барање сега и на СДСМ, бидејќи тие се вклучија, донесовме одлука и тоа го поддржавме да организираме јавна расправа законот за парнична постапка. Она кое што е факт, независно од дневната политика, независно од различните дневни интереси на било која политичка партија, она кое што моментално го работиме во собранието е поставување на многу високи стандарди за било кој партијнички состав во иднина, и јас сум многу горд на тоа, затоа што имам чест да ја предводам таа комисија. Разликите во начинот на практицирање на управувачкото мнозинство, на власта, е многу поразличен, многу транспарентен, многу отчетен и многу подемократски. Двоцифрени бројнови на амандмани прифаќаме од страна на опозицијата. Дали се дел суштински, дали се дел номотехнички. Во поглед на законот за јавно обвинителство, кој што е клучен, кој што го зборувавме. Ти има амандмани, дел ги прифативме, ДУИ имаше повеќе тука номотехнички амандмани, се имаше два, еден суштински, тоест два суштински, еден го прифативме, само еден не им прифативме од тие амандмани. Зошто? Бидејќи тие сакаат да се бира јавниот обвинител на друг начин, а изборот на јавен обвинител е детерминиран и опишан во рамки на Уставот. И ние им кажавме, да, не сме спремни сега Уставот да го отвараме само за тоа, ево ова се друго го прифативме. Сакам да кажам дека независно од тоа какви соопштенија со колкава концентрирана негативна енергија ќе продуцираат наутро од Бихачка, во рамки на собранието, во рамки на и партичката група на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, имаме наистина едни други стандарди за тоа што значи да се носат клучни законски решенија. Има ли разлика во тоа што се пишува во соопштенијата и во односот на пратениците во комисијата кои ќе дојдат да се расправа? Овие денови имаше повлекување заради одредени закони, од некоја расправа се повлече, ми се чини, најави Филипче, се повлекуваат СДСМ. Дали има, еве рекоте, има и конструктивни амандмани? Тие се повлекува од учеството во изработувањето на изборниот закон. Така. И за него и треба да говориме, добро. Еве и тоа ако може да ми дозволите. Так, значи, изборниот закон во оваа држава секогаш се носи со консензус. Независно до сега колку биле политичките антагонизми силни во историјата, во изминатиот период, независно од нивото на историски развој на демократијата и на државноста, изборниот закон се носи секогаш со консензус, бидејќи сите одиме на избори како политички партии и мораме да имаме исти правила на игра во кои што веруваме сите. Тоа е суштината на изборниот закон. И сега вие да уцените и да се повлечете од страна на расправата
е тотално анти државна политика. Не само што е дел од реформската агенда, не само што милиони евра ќе изгубиме, ќе имаме поголем куп на средства доколку тоа помине, вие гледате тука една антидржавност, една агресивна политика и казнување на се затоа што рейтингот е 6%. И ова е многу сериозно, Кои се аргументите токму многу за изборниот сериозно закон? прашање. Аргументот е што не овие избори што сега доаѓаат парламентарни, дали ќе бидат редовни или воредни ќе видиме, тие после 4, 5 или 6 години што ќе се Ќе бидат случат, без пржинска ќе бидат влада. без пржинска влада. Тоа Тоа е е факт. само изговор. Овие ќе бидат последните кои што ќе бидат со Тој пржинска изговор влада. тој изговор нема никаква реална политичка основа за вие вака да наштетувате на демократијата. Вие имате политички партии кои што се анти-ЕУ, анти-естаблишмент, како левица, кои што имаат своји представници во Министерството за правда, каде што под покровителство на министерот за правда, сите политички партии учествуваат и го кријат, бидејќи изборниот закон, исто како и овој закон, може да биде и блокиран со филибастеринг, може да не согласи некој и таму секое она едно решение во поглед на нов изборен закон мора да добие согласност од сите политички групи во рамки на собранието. И сега вие викате, добро, сега овие избори што ќе бидат с техничка влада, за да немаат изговори денес, утрово, на план, не, практично, и законот за полиција кој што го донесовме, оставивме да важи од после следните парламентарни избори, да нема никакви промени, да нема никакви промена на правилата на игра, само за да имаат нула оправдувања за овие антидржавни политики кои што ги спроведуваат. Значи би држело вода доколку реагираат ако пржинската влада се укинуваше зведнаш за првиве избори, нели тоа ќе беше. Тоа е друго. Тоа Може не е да го во ред. разговараме, но тоа е друго. Да, тоа е друго. тоа не би било во ред. Точно. Но ова е за после 4, Така, 5 или 6 јасно. години од денес. Видете вака. Јас во ова студио доаѓам 10 години. Така. Може и повеќе. И тогаш и сега јас сум бил против таквите пржински влади, тоа било мое лично мислење и личен став. Но еве да ги трнеме нашите мислења партиски, индивидуални И лични, и лични така. секакви. Ајде да видиме што векат аргументите. Совет на Европа е најголемата институција на европското тло. Тоа е институција во која што членуваат сите држави од европскиот континент, таму сме и ние полноправна членка. Советот на Европа во областите за водење на право, судство, државност, политички систем ги има практично најмено најголемите експерти од најпрестижните универзитети во Европа. И сега, ако ние сме биле како држава во постмониторинг со години, ако држави актуелни членки на Европската Унија се уште или сега скоро им ја скинат постмониторингот, тоа значи дека Совет на Европа ве вели, вие сте држава која што има институции кои што можат да водат политички процеси, економски процеси, изборни процеси. И сега, ако Совет на Европа вели, вие сте зрела демократија, сега само вели, јас не учествувам, сакам 2 чекори назад да одам, бидејќи се наутив за техничката влада. Не може вие да имате паралелни институции. Не може вие... Знаете, тоа беа за други времиња. Мислам дека тие времиња се многу одамна надминати и од оваа дистанца денес, ако направиме анкета, ќе ви кажат граѓаните за тој цел пакет што мислат, бидејќи тој пакет порано вклучуваше техничка влада, специјално јавно обвинителство, шарена револуција и така натаму и така натаму. Така добро одделечен аспект да видиме што тоа добро донесе на Република Македонија. Секој еден што е избран да управува со државата на мандат и оди потоа на избори, а граѓаните си кажуваат својот дел. И второ, како аргумент, во последниве 5 години ние сме имале 2 многу сериозни изборни циклуси кои што биле организирани едниот од страна на Социјалдемократскиот сојуз како доминантна партија во владата и другиот од ВМРО ДПМН. Тоа се локалните избори во 2021 година и 2025 година. Во 2021 година СДСМ катастрофално ги изгуби тие локални избори,
тогашниот нивни претседател и премиер се повлече од политика. Но никој немаше забелешки на изборниот процес. Во 2025 година Социјалдемократскиот сојуз уште покатастрофално ги изгуби локалните избори, но никој немаше забелешка на изборниот процес. Тие два докази докажуваат дека Совет на Европа е во право, кога вели дека вие сте зрела демократија и дека вие имате институции кои што гарантираат демократски процеси, економски текови, изборни процеси и така натаму. Лично како Лјупчо Пенџов во политиката, еве и пржински влади поминато и се, сметате ли дека, бидејќи причината за пржинска влада беше недоверба дека власта нема да ги употребува своите адути преку инструментите кои што ги има како власт, за да влијае на изборите, ресурсите и слично. Дали сме, тоа беше заради пречинска, една од работите најмногу беше, нели, за народот, така се продаваше приказната. Дали сме дојдени во ситуација да можеме да организираме такви избори во кои што тој што е на власт нема да ги употребува. Иако, мислам, ова прашање е надвор, на место е, меѓутоа е надвор, бидејќи сте прифатиле уште едни избори така да бидат. Значи, неспорно. Овде бидејќи е коректно. Бидејќи, видете вака. Од актуелната власт е коректна. Видете вака, ние сме биле коректни, зошто? Бидејќи ние сме размислувале и размислуваме државнички. Не којат уште едни избори со техничка влада. Само и само да имаме нормален изборен законник, нормален изборен процес и оние средства и оние пари кои што први ги земаме, повторно први да ги земеме, тие пари значат нови патишта, нови улици, значат нови градники, тие средства се за нас. И за тоа така сме разговарале и го прифативме државнички. Во поглед на тоа не е вистина. И тоа сме разговарале, не е вистина. Република Македонија има прекрасни закони многу пред пржинската влада. Вие не смете да вработувате кога ќе започнат изборите. Изборите започнуваат 90 дена пред почетокот на кампањата. Значи, Собранието распишува пример во јули, крај на јули избори, а тие се случуваат втората недела од октомври. Значи голем дел веќе е регулирано од она што се беше регулирано. Не смееш да вработуваш луѓе, не смееш надборот план за јавни набавки, пари државни точиш, не смееш да даваш пари за субвенции, не смееш да даваш пари за се што државата помагаше во тие неколку месеци. Знаете дека тоа се стопираше многу пред пржинската влада. Пржинската влада беше механизам како Зоран Заев и Оливер Спасовски и нив сличните да влезат во влада, да управуваат без при тоа да победат на избори. Фалсификување на народна волја, тоа е лично моје мислење. Тоа е вашето мислење. Така и се случи. Два пати влегува во влада, влегува, години и пол помина. За вие да бидете МВР, вашата политичка партија треба да победи на избори. На преходните избори на кои што они учествуваа во 2014 година со 200 разлика изгубија. Изгубија 2016 година на изборите. Колку губи државата, бидејќи ние не размислуваме и од тој аспект. Тогаш имавме двојни практично министри, имавме различни администрација зголемена, трошење на средства. Колку тоа е издржливо за една држава како Македонија. И на тоа треба да се размислува. Неспоредливо малку, колку што е голем срамот дека не бе био. Дека имате проблем од државата. Кому му одговора во моментов да се говори дека не бива? Бидејќи нели пораката би била таа? Тоа на кого моментално дали некого му одговара или не, јас зборев за 2014 година, му одговараше на Заев и на Социјалдемократскиот сојуз, можеби сега состојбата иста, но моментално видите на работа. Македонскиот народ е многу мудар. Точно знае да процени и точно знае да пресуди. И точно знае што му се случувало и точно знае што му се случува. И точно знае кој се борел за интересите на оваа држава, кој се бори за просперитет, кој се бори за меѓународен имидж и кој се бори за државата да има поголем кредибилитет. И точно знае кој 15 години оди, не кодоши, ги има ставовите на нашите политички, како да кажам, најблаго ривали, не ги споредува во Република Македонија. Се е исто. Само се сменети определени улоги и реториката сега е малку по-блага. Инаку во суштина се е исто. Бидејќи вие зборувавте за пари. Ние сме сиромашна држава и тоа што вие го поставите како политичко прашање, тоа е многу важно, тоа многу кошта, многу чини и тоа е неспорно, но државноста нема цена. Вие морате да си го почитувате волјата на народот.
Демократијата определува кој ќе управува со државата, а ние имаме често избори во Република Македонија и често пати граѓаните праќаат пораката за тоа како се движи Република Македонија и мислам дека треба да се задржиме на максимата дека изборите се празник на демократијата, колку повеќе ги има, толку е по-добро за државата, дека никој без избори, без широка народна поддршка не може да управува со државата. Овде повеќе да бидеме појасни, мислев на периодот кога имаме техничка влада, па имаме тогаш како да имаме паралелни министерства, да бидеме реално. И тоа е зголемен трошок, да бидеме реално. Ама ја не го спорам тоа дека зголемен трошок, тоа во тој смисол. Апсолутно. Тоа е еден од аргументите. Но тој секогаш мене ми е втор аргумент. Така. Првиот аргумент е така. Сега да ве вратам на она што е рак рана сепак на тие 3% и намалени веќе доверба во судството се страшен адут во рацете на таа Европа на некој начин. За нас е пораз голем, реално, како граѓани на оваа држава. Во моментот рековте уште сме со закон кој што за обвинителството кој што од 2020, сега се носи нов, ако не се лажам. Да. Што сме загубиле то со тој закон? Што ќе добиеме со новиот? Меѓутоа и многу повеќе би ве прашал како може ВМРО ДПМН е на власт веќе втора година, ако не се лажам. Да. Како може уште да има мене ми е апсурдно ВМРО ДПМН да реагира дека обвинителите се под контрола на СДСМ. Нели? И дека паѓаат еве за мазутот сега се враќа некој процес. Од време на време има процеси кои што се добива впечаток како обвинителство според соопштенијата да работи во интерес на СДСМ. Како може тоа да се случи? Дали за тоа што не е донесен тој нов закон и слично? Не, два аспекти тука има прашањето. Првиот аспект е тоа дека Ислам Абази е избран пред 4 години за јавен обвинител од страна на обвинителите. Тие го оставиле да биде обвинител и тој има мандат. Не знам точно кога му, сега му е при крај. Ислам Абази, јавно видовме слики како на ушки го држи братот на Али Ахмети, или шоферот беше на Али Ахмети. Тоа вака едниот дел. Така. Околу обвинителството. Зависноста или независноста. Еве, дека цени јавноста. Така. И вториот дел, вака е многу интересен за анализирање, ќе видите дека секогаш кога ВМРО ДПМН доаѓало на власт во Република Македонија, тие се труделе да ја задржат довербата кај граѓаните преку многу работа, преку многу проекти, преку отварање на многу патишта, многу градинки, развивање на државата, развивање на земјоделието, субвенции, така натаму. А Социјалдемократскиот сојуз првенствено размислувал како во текот на 4 години или како беше 92-98, 6 години кои што ги имале, тим се недолг период, како да стават што е можно повеќе луѓе во судството, па имаме сведоци по 500 суди во една вечер се бирани во рамки на собранието, како да имаат повеќе луѓе во обвинителството. Сеќавам имаше еден закон кој што во 2021 година и јас како тогашен член на Комисијата за политички системи си ми го иземите го блокиравме за суди, за Академија на суди, јавни обвинители, каде што си беа наредени Вујче Бате, Чичи, адвокатот на УДС се пикне да бидат суди и обвинители. Имавме законско решение во кое што се сеќавам прашањата на Драги Рашковски точно беа дадени до определени луѓе кои што треба да поминат. Тие повеќе размислуваа како да влезат во тоа и како преку судство и обвинителство и кога ќе бидат во опозиција да имаат влијание. Пораката која што денес им ја праќаме е тоа дека знаеме дека се силни, знаеме дека се држат, знаеме дека се жилови, но се пред пораз. Ова се последните крици, случајот кој што и вие сега го споменавте, ова се последните крици пред огромниот пораз кој што ќе следи на сите корумпирани и партиски, идеологизирани и определени кадри во правосудниот систем. Тука пред се мислам на јавното обвинителство. Јас како човек, како пратеник, во последните години јавно застапувам тезата и вака користам секогаш кога нека ќе ме прашат за јавното обвинителство медиумите, да ве поттикнам да размислувате како да поканувате повеќе обвинители овдека на ова столче, бидејќи прашањето кое што и вие сега го спомнавте за последниот случај, многу покредибилен и многу погледана ќе биде емисијата, доколку биде тука обвинителот кој што одлучил дека за 150 милиони евра може да се прекине истрага, ме разбирате? Бидејќи како што јас сум јавна личност, политичар, тие се јавни личности обвинители. Меѓутоа ќе се тоа што јас одам на избори на така, 4 години и си ја проверувам мојата доверба, тие земаат решение најчесто во
мандатите на Социјалдемократскиот сојуз и согласно закон се цел живот на таа функција. Но знаете и самите колку пати кога се коментирала работа на обвинители и судии, често пати не треба да се коментира работата на судиите, не треба, оставете не да работиме, да бидеме објективни. Тоа се мислам сте ги слушнали тие образложенија. Малку тешко излегуваат на медиуми. Да бидеме реални. Точно. Ако и тоа може и тоа е сериозен проблем. Се согласувам, но вие треба каде па случај, ако имате вие афера, ајде да речеме, во 150 милиони евра, на буџетот 5 милиарди, тоа е исто како во Германија да имате таква афера за 300 милиарди евра. Со однос на буџети. Така. Како да не ги коментираме? Што да коментираме? Дали најголемото прашање е, рековте убаво, да, се обидувал СДСМ... И тука, уште не рече, ако ми дозволите. Јас многу правам дистинкција кога зборувам за правосудниот систем, тука секогаш го апострофирам повеќе обвинителството. Зошто? Бидејќи лично сметам, има и докази, вие ги знаете, тие сите ги знаат што не следат, има и докази дека најголем дел од случаите обвинителот може да го држи 1, 2, 3, 5, 10 години во истрага, во предистрага, да не ви понесе пријава и го држи во фиока. Така. Предпоставувам, не знам, тоа може би чини пари, тој што не му е поднесено. Има многу кои што се поднесени без доволно докази, па се оди на суд, луѓето да ги малтретираат, предпоставувам тоа некој друг го чини нешто. И трето, што е најважно. Оној кој што суди е судијата, судивката независно, судот. Обвинителот е странка и адвокатот и одбраната се странки во процесот. Не може вие како обвинител да одлучувате дали нешто ќе биде пресудено или не. Еве го примерот за Зоран Заев. Зоран Заев кога дојде на власт, прво што направи човекот се постави за претседател на Советот за реформи во судството. Така беше. Тоа му траеше година и пол до моментот додека обвинителството низ начин не му ја прекина истрагата и целата снимка како бара мито кој што видовме цела Македонија, излезе дека не сме ја виделе и дека таму нема дело. И кога му кажа, вие сте слободен човек, немате повеќе во судот ништо, се повлече од тоа судски реформи и ја стави десковска. Сакам да ви кажам дека 2 години или година и пол е премал период за целосно ги разбиете овие шеми градени 32 години. Но, како што ви кажав, за многу брзо време од денес на јавна сцена ќе си го доживеат поразот сите оние кои што сега со последни сили притискаат да се вратиме на ситуацијата како до сега. Како до сега ситуацијата заврши. Да ве прашам, рековте убаво, значи дека СДСМ современо поставувал кадри во обвинителството со кои што ќе се обезбеди подоцна да има недопирливост одредена. Добро. А колку можеме да бидеме сигурни дека ВМРО ДПМН со овој предлог законски не создава иста ситуација? Бидејќи тоа е најлогичното прашање. Такво нешто нема. Најлогичното прашање е дали се така повторува истата ситуација? Бидејќи народот ја изгуби довербата. Велат, сите си се штитат, ќе си дојдат едни, ќе си дојдат други, никој не одговара, или ако одговара парите не ги враќа, тие се. И тоа е губењето на доверба. Знам дека тоа е така, но со законските решенија. Вас не се правени во канцеларијата на премиерот, во претходно Заев. Трас, ќе ја кажам како да пресуди, еве го законското решение. Затоа ви кажав, беше пратена во Совет на Европа, беше пратена во Венецијанска комисија, беше пратен закон во Европска комисија. Значи сите можни институции европски кои што имаат департмент за правда, сите го имаат, тие се најдобрите, дале позитивно мислење за тоа законско решение. И затоа ви кажав, кога сите позитивни мислења за година дена ги собирате, втората година го гледа македонската јавност, македонската фела, македонските пратеници и потоа со опозицијата која што има свој прифаќате, значи максимално транспарентно и европски. Бидејќи зашто и да се случи, вие мора да имате правна подлога. Таа правна подлога се вика ново законско решение, кое што ќе биде за недела 2 од денес. Во секој случај, очекувате ли дека тоа ќе биде можеби почеток на враќање на довербата во судството, бидејќи се споменуваше во одредени периоди дека најдобар пример било, не знам во кој држави беше, ветинг кој ќе се направи во судството и едноставно
се ослободуваш од оние кои што не одговараат, влегле на одредени начини со врски, со познанства, со тефтери и слично, и доаѓаат нови на нови, со нови критерии. Со аргументи додиме. Така. Со аргументи. Бидејќи има примери за ветинг во согласувам, одредени тоа држави. многу добро прашањето. Така. Ај со аргументи додиме. За 2 години имаме уапсен судија. Во ѕид што си чуваш. Не, преходно апсивме. Добро, и сега има. Од Врховен суд. Така. Највисоката инстанца, Врховниот суд, судија, фативме, беше уапсен, така ли? Така е. Најдовме ли судија с 360.000 евра дома му влегоа, му тропнаа таму, гипс картон, ајде парите назад, веќе е во притвор, мислам дека му е пресудено или ќе му се пресуди. Дали пред 2 дена имавме председателот на основниот суд во Гостивар за 8.000 евра, дали е приведен? Так. Да, е приведен. Дали уште многу вакви треба? Да. Дали некој имал направено 3 крупни судски, условно кажано, глави додат во затвор до сега? Не. Прв пат сега го гледаме ова. Затоа ви кажав. Знаеме дека се добро организирани, знаеме дека се добро етаблирани, знаеме дека имаат широки пипци, но ова им се последните очајни изговори и крици да се вадат на позициите како до сега. Тоа не може да. Морам да ја прашам, мислење, може и да каже дека тоа треба да одговори можеби премиерот за изјавата, меѓутоа многу предизвика реакција во јавноста на изјавата кога наброја кој случај очекува неговиот обвинител да ги преиспита и се доби впечаток дека нели ако Заев се стави за прв човек за реформи во судството, дека овде налага и влијае премиерот Мицковски или ВМРО ДПМНЕ некако сака. Коментар за ова доколку сакате. Подолг одговор 2 минути. Слободно. Од себе може да Слободно почнеме. бидејќи нема да мериме време. Бидејќи реално јавноста така го свати тоа како притисок. Дел од јавноста. Јас така не го сваќам, еве ќе се обидам. Затоа сте овде да кажете своето. Ќе дадам и личен пример, а потоа Повелете. ќе заклучам со премиерот. Повелете. Јас во неколку мои, минимум 10 последни мои изјави овие 2 години на телевизии со национална концесија сум му кажал и сум ја повторил следната реченица. Ќе повторам и тука. За мене борба со висока корупција започнува со сите оние случаи и сите оние документи и фактури кои што ние како политичка номенклатура ги вадевме во јавноста додека бевме во опозиција, а се поврзани со Зоран Заев, кланот Заеви, Оливер Спасовски, Лјупчо Николовски, Миле Зечевиќ, да не ги набројувам понатаму сите, до еден, да еден обвинител во јавна, јасна, отчетна и транспарентна судска постапка, обвинителска постапка, ги истражи и каже за ова поднесувам обвинение заради тоа и тоа, а за ова, поради тоа и тоа, нема да има. Тоа за мене е почеток на реформи во судството, бидејќи не можеме ние за 300 кебапчиња да глумиме строгоќа како обвинителство, или не можеме ние за не знам што да присудуваме притвори, ако го имаме 150 милиони евра сомнеш, или кога имаме еден куп документи кои што најголемата опозициона партија ги објавувала за тогашниот премиер, мисля за внатрешни работи така натаму, да молчиме и да се правиме дека тоа не постои. И каков е тој притисок, јас го повикав исто обвинителот. Премиерот има работи кои што исто така ВМРО да помане. Он тоа сега што го зборува, ние го прашувавме, ние за тоа пресконференции државме, ние за тоа викавме експерти, ние за тоа излегувавме за документи. И логично е дека вие како председател на ВМРО ДПМНЕ, кога сте ги имале документите, сте ги имале луѓето, сте го објавувале тоа, сте го обзнанувале, сте поднеле кривична пријава, сите молчат. Зошто да не прашате до кај се тие работи? Па да видиме у јавноста, еве со овој случај сега што е со мазутот, јавноста не мисли баш така. Бидејќи најголемата борба во демократијата со корумпираните елити, независно дали се судски, обвинителски, политички, било какви, се вика јавност и преку вас медиумите да видиме што се случува, бидејќи што е проблемот? Да откриеме. Срамота е, луѓе, имавме пред некој месец, мислам дека беше есента, нешто излезе за на постапки што ги водат во судот во Нов Белград, а се поврзани со овие големите банди, кланови, шкалјарски, црногорски, белградски, измешани, не знам, и не ме интересира, но што е важно.
Во исказот, кога во судот сведоците кажуваат што се случило, кажува, направив тоа, земав од таму толку, бев во Македонија, дав толку пари таму, ми јадува пасош македонски, без тој влегов. Значи ние сме срамоте тие да знаат што се случувало, ние да се сведеме на две женички таму по 2 години. Според мене тоа не е притисок, извинете, така размислувам. Ќе го преформулирам да бидам коректен. Не е никакво повикување, не е никакво ништо, едноставно викам, јас за ова дојдоа луѓе и ми кажа е криминал. И јас го кажав на македонската јавност и вас како видел понесов пријава, до каде е? Ќе го преформулирам, тоа е адут во рацете на опозицијата да вели дека се прави тоа. И да создава мислење во јавност. Не е тука во прашање јавноста. Не е во прашање јавноста. Во прашање е правдата. Бидејќи вие ако имате систем во кој што нема правда и правичност, тогаш се враќаме на вашето прашање, ќе имате недоверба кон институциите, кон системот. Најлошо нешто во еден политички систем е кога граѓаните кои што ги плаќаат институциите немаат доверба во нив. А довербата како граѓани ја немаме во институциите. Зошто? Бидејќи гледаме дека големите моćници ги нема во затворите. И кога премиерот прашува што стана со преходниве моćници да видиме, тогаш тоа е притисок. Се согласувам. Бргу ни минува времето и затоа на крај сме некаде на емисијата, затоа ќе ве прашам она што ми се наметнува како прашање. Големите договорите кои што ги имаме, значи рамковниот, преспанскиот и сега овој со Бугарија. Има впечаток дека колку и да требаше да не помрднат напред, како да имаме опашки од нив и како постојано да се користат како адути кои што не враќаат наназад. Кој е вашето размислување за себе ова? Може би повеќе за овие новите, овој последниот најмногу со Бугарија, бидејќи имаме, бидејќи рамковниот ќе го искористи од време на време, дуј од време на време ќе има одредени ситуации, но овој со Бугарија очигледно е најголемата кочница во моментот. Ќе си дозволам да не одговорам за првите два, бидејќи сме за третиот сакам маце повеќе ми дозволите. Видите така. Не може во 21 век, кога вие може да имате каква сакате сексуална ориентација и тоа да ви се почитува. Не може во 21 век кога вие може да се поистоветувате со што сакате, вклучително и со нешто што е несоодветно и да ви се почитува. Да бидете македонец во Бугарија, да не може, да не ви се почитува, и уште ве прават дека сте не токму, такво нешто не постои. Извинете, ама тука е многу повеќе од договор. Тука се работи за систем на вредности. И тој систем на вредности каков е, нема да го квалификувам, но сум сигурен дека е спротивен на европските вредности према кои гледаме и ние и Софија. Кој ги кочи во Европа европските вредности? Не во Европа. Ние имаме билатерален спор со Бугарија. Многу наметна како своевидно ветово. Затоа што, ако се сеќавате, протоколот кој што беше потпишан во Софија од страна на Бујар Османи беше потпишан на шверцерски и најнедостоинствен начин, далеку од очите на јавноста и беше држан како државна тајна. Преку државна тајна ниту опозиција да знае, ниту народ што те плаќа да знае, да отидеш и да потпишеш тој втор протокол со Бугарија. Ние, почитуван, и тогаш и сега немавме инаетлива политика. Иако некој го очекуваа тоа од нас. И тогаш и сега. Да, некој очекуваше да... Некој очекуваше, сега фатиме ние, дури ние сме, да. Ние имавме многу проактивна политика. И рековме вака, луѓе, во ред, вие сакате да бидете дел од македонскиот устав. Тоа е во ред. Истовремено, наша задача приоритетна како политичари е, како македонците, исти што живееме во Македонија, да ги внесеме во Брисел и во Европска Унија. Еве вака, бидејќи вие сте таму веќе, во Брисел, и декларативно сакате ни помогнете. Дали може, истиот ден, кога Република Македонија ќе го качи своето знаме гордо ќе се вее во Брисел, ќе станеме полноправна членка, истиот тој ден бугарите да станат дел македонскиот устав. И второ, рековме вака, луѓе, секоја држава од Европа, по глава на жител, пер капита што го викаат, плаќа за
европските институции. Совет на Европа и ние. Така. Сега, ако ние плаќаме суд за човекови права, ние сме должни и сме се обврзале пресудите на тој суд да ги почитуваме. Ама една не се почитува. Ама не може 16-17 пресуди вие како држава да не ги почитувате, а да очекувате ние преку вашите уцени да свиткаме кичкма, како беше, и да подклекнеме и да ви доволиме се на штета на нашите национални интереси. И тие беа двата моменти во кои што ние рековме луѓе, еве, ова се нашите предлози. Јас неодамна бев во Бундестагот во Германија и таму со колегите пратеници и од германскиот Бундестаг, но и од колеги од Западен Балкан од државите, кога ова ќе го кажете вие, вас никој не ви наоѓа замерка, бидејќи ние ниту некого негираме, ние од некого нешто бараме. Едноставно ние сакаме да имаме свој на своето, ги почитуваме сите, сакаме и другите нас да не почитуваат и како политичари се бориме секојдневно за благосостојбата на Македонија и на македонскиот народ, след ние што живееме овдека во Македонија, а тоа е да отидеме што е можно побрзо во рамките на Европската унија, но мораме да бидеме македонци од Македонија, бидејќи ова се другото е спротив нашиот национален интерес. Зошто? Дали само заради тоа што е членка на Европската унија Бугарија ги прифаќаат аргументите или имаме и некои други кочници, бидејќи се ова што го говорите, секому му е јасно во Македонија дека е точно и дека е така. Меѓутоа ние не наидуваме на разбирање во Европа за нашите реално. Не е точно. Јас имам впечаток дека не, затоа 7 години во Европа им било зборувано на европските лидери и политичари дека тогашната влада ќе го реши и овој спор со Бугарија, како што го решила оној со Грција. Да, дека ќе ги Тоа им внесе. било Уставот сега, ќе се заврши. видите, ако сте вие, не знам, представник на некоја држава, сега не спомнувам дека држави, и гледате дека владата на таа држава што представува ви вели така, во ред, супер, терете. И второ прашање, јавно сакам да прашам. Дали вие сте виделе политичар претходно во Грција, а сега во Бугарија, кој што ќе рече, добро бе луѓе, што им правите на македонците? Што ја правите на онаа држава? Зошто поради историски спорови им згорчувате иднина и благосостојба? Нема таков. Никој не застанува во тие држави на страната на Македонија. Иако кога разговарате вака оф рекорд, некаде на маргините во Брисел или друг европски град, тие велат дека ова што зборувам јас се во право. Никогаш јавно тоа не го зборуваат, бидејќи сметаат дека со тоа ќе им нарушат преговорачките позиции на Бугарија или на Грција. Само во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз, сите му се помили, освен ние овдека што живееме во Македонија, и тоа е препознато од страна на македонскиот народ. Социјалдемократскиот сојуз, ајде за крај, дали во моментот реално со соопштение и слично, но опозицијата ми се чини како да не е во кондиција која што е добра за една власт. Видете вака. Што значи тоа за власт? Прво, два дела е прашањето. Првиот дел. За вие колку моćна опозиција ќе бидете и кукава поддршка ќе имате, се мери, тоа е мерливо, преку тоа колку граѓани се поистоветуваат со вашите политики. Моментално, со политиките на Венко Филипче се поистоветуваат 6% или 5,5% од граѓаните. За да бидете власт ви треба многу. Имате истражување во ВМРО? Ги гледаме секој ден. Ги гледаме, јавни се тие анкети. Тоа е првиот дел. Вториот дел. Да, важно е да има силна опозиција за државата. Тоа е неспорно, тоа е факт. Но истовремено сметам дека балансот, барем вака до некаде во собранието може да се оствари, инаку за воја на вистината, да, далеку се тие од сериозна опозиција. Но видите, бројките се во собранието согласно народната волја. И онако сакам да го кажам, тоа е дека лично сметам дека таквиот низок рейтинг и бројки на СДСМ им се заслужени. После тие 7 години пустош,
наистина им се заслужени и тоа мора да служи како поука за било кој друг. Дека кога се работи за право, правда, Македонија, национални интереси на Македонија, кога се работи за ограбување на својот народ, тоа носи пат. Ви благодарам за разговорот, таман времето изминува и секој е задоволство да се разговара отворено на темите кои што е и кој што реков времето бргу минува. Последна прилика повторно заедно на одредени теми. Благодарам. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Лјупчо Пенџов, пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО-ДПМН. Како што реков, секој отворено на сите прашања кои што се актуелни и интересни, се надевам задоволни сте од тоа што го слушнавте. Останете со тебе, Стар, се гледаме повторно во среда.